човек има само две поенти на калкулација. Или овој свет има творец, или е потполно случаен. Ако има творец, таа калкулација има некаква смисла. Ако нема творец, тогаш дали воопшто вреди да се пишува монографија за било што едно човечко суштество или група на луѓе го создаваат. Оти ми се чини дека целата идеја на човештвото, ако се стави во случајноста, е дека само од одреден број на луѓе можат да ја убедат случајноста дека промашила. Тоест дека создала нешто кој што ја удира од зид и дава смисла. Како ја убедува случајноста дека не е случајност. Дека дошла до тоа да создаде нешто што ја обесмислува, тоест ја обесмислува како случајност и автоматски ја прави да има некаква смисла. И во таква една перспектива ми се чини дека ние луѓето знаеме дека биологијата е стравична. И тоа е уделот на самосвеста што го имаме. Затоа што самосвеста те прави свесен за тоа дека не можеш да ја надминеш биологијата и затоа толку длабоко страдаме. Оти не е страдањето физичко, туку мислата, рефлексијата за можното физичко страдање и психичко те прави да развиеш одредена самосвест и да со тоа да си свесен дека ја заобиколуваш биологијата. Имено ние биолошки никогаш не се адаптиравме. И затоа ја создаваме самосвеста која што може да памти на друго ниво. Оти памтењето на ниво на биологија е потполно бесмислено. Пред чинот на смртта можеби најмногу памтиме и за ништо не ни користи. Во оваа перспектива ми се чини дека инспирацијата на авторот Тошо да пишува за македонската рок историја, за една група како Мизар и сега за еден таков голем уметник и човек како што е Горан Трајковски, може да се смести тука, во таа нишка, дали човек е свесен за тоа, дали ќе прифати, дали има творец или е потполно нешто случајно. Бидејќи каде ќе одлучи. Во случајот на Горан, комотно можел да одлучи од другата страна, да не прифати дека има творец. Имено, Горан е од оние луѓе што ја обесмислува случајноста, ја обесмислува бесмислата и дава смисла со тоа што создава дела кои што се духовна меморија и затоа ја заобиколуваат биолошката смрт и сеќавањето на биолошката смрт. И затоа е не само Горан во приказната, туку е авторот на оваа монографија затоа што го сваќа тој момент. Горан ќе каже, нели, ми се чини монографија се пишува само за оние луѓе што се мртви. Па реално уметникот со првото свое дело веќе го започнал сопственото умирање. Така што реално и за време на животот на еден уметник ми се чини дека се опева неговата смрт. И затоа оваа монографија има такво значење во оваа перспектива и она што Тошо го прави да биде голем автор, осеќајќи ја потребата да се пишува за оние луѓе што ја заобиколуваат смртта. Затоа што, да, сега овој настан овде, дали го следи Rolling Stones или било која западна, оние трткања, 500 најдобри албуми, 500 најдобри композитори, кои ќе видите дека се само од западната англосаксонска сфера. Значи, тој е потполно невалиден избор. Бидејќи они го представуваат како да е тоа целиот свет. Не е целиот свет. Има мали народи. Проблемот не е со тоа што големите народи или големата империја во моментот не се занимава со овој настан сега тука. Не е тоа проблем, тоа е нивна работа да не се занимаваат со малите народи. Главниот проблем е кога малите народи не се занимаваат со себе си. И овој свет е во проблем затоа што малите народи не се занимаваат со себе си. Да, не може да останат
на тоа ниво да се занимаваат само со себе си, туку секогаш ќе се занимаваат со тоа што создаде империјата. Ама во ниеден момент не се занимаваат со себе си. Значи, оно што сваќа дека треба малите народи да се занимаваат со себе си, имено е на патот да свати дека и мал народ треба да стане историски народ. Станува во оној миг кога почува да се занимава со себе си и со авторите што создаваат нешто што во меморијата на еден народ ја заобиколува биолошката смрт, затоа што се сместува во оно што се нарекува самосвест и креација на еден дух, на еден народ, како објективен дух. Значи, тоа е значењето на авторот. Но авторот е потполно гениален затоа што се причислува на гениалноста на предметот за кој што пишува. Во овој случај тоа не е предмет, туку е одредена личност. И таа личност во најесенцијалната смисла на личност која го подражава сопствениот творец, имено создава дела за вечноста. И од тука јас така решив, бидејќи треба да зборувам за Тошо, тука можам да импровизирам, оти ме гледал во стравично лоши состојби овде по Младински културен центар. И на концертите кои што немаат врска со оваа музика, именно концертите што сум ги правил, била само една рефлексија робска на империјата. Воопшто како музичар не сум создал автентични дела. И Тошо ме гледал, и затоа овој дел го импровизирам. И сега за да го потврдам значењето на авторот и на осетот на авторот за ова што го зборувам, дека малите народи мора да се занимаваат со себе си. Дури ако големите народи воопшто им е гајле што се случуваат, мислам нормално е да не се занимаваат со нас. Не очекувам да се занимаваат со нас. Ама е робски ние самите да не се занимаваме со себе си. И за да го потврдам тоа, што е значењето и зошто Тошо во оваа монографија која што патем е фантастично напишана затоа што не е досадна енциклопедија што го завршува животот. Тоа е христијанско сваќање и после смртта продолжува времето, што значи дека и после смртта Горан не ја довршил сопствената личност. И затоа ниту за овој век не може да биде енциклопедија завршена, затоа што би требало да зборува за мртов предмет. Бидејќи сваќаме дека не е случајноста во игра, туку апсолутно творештво натопено со Творецот на овој свет. Значи, превагнала на оваа страна работата. Сега, јас само сакам тоа да кажам, кратко, не ќе да импровизирам, сакам да ја задржам формата присушта за Горан Трајковски, кај него една чинела не смее да биде импровизирана. Значи, до детај, како што кај Творецот нема импровизација, колку и Жижек да мисли дека Господ потврлил во субатомската структура, дека просто како програмер што остава делови од структурата во видеоиграта недовршени, Жижек смета дека принципот на неопределеност е всушност забушавал Бог кога го создавал. Не, така е осигурена веројатно динамизмот на светот, креацијата на светот е осигурена преку интервенцијата на тој начин во субатомската структура преку принципите на неопределеност. Но во случајот на делото што ги завршува тие принципи на неопределеност, го завршува динамизмот, патот на еден народ, сакам да го довршам преку оваа форма, што ја запишав овде во монографијата, затоа што сметам дека тоа е прилог, песна за песната на Готера. Нели? Ако се обидам накусо избиено да го дофатам тоа универзално културолошко значење, што еден исклучителен уметник творец го вткал во сопствената локална македонска култура, која што според мене апсолутно несомнен, објективен, козмички дух, и со тоа си обезбеди трага не само во светската збиднина, туку и отаде во вечноста, создавајќи дела достојни само Бог, како што го нарекуваат поетот на небото и земјата, да ги избави од смртта. Горан Трајковски за мене е како Руми, бидејќи сиот својот живот го мина во истоштение, во собствено уметничко осиромашување, само за да ја збогати и најде својата предназначена личност, токму измачувајќи историјата со себе и со своите дела, тие јадици на кои таа историја го срекнува незиниот распад.
Само 3 нивоа се доволни за да ја заокружам песната. Првото е естетичко и филозофско. И ништо Готра да не направеше во музиката, битноста своја ја зграби преку 2 своји изреченија. Првото, искажано во 1985 година, во интервју за тогашната југословенска јавност на една емисија ТВ Око на РТ Сараево ме коригирал. Ја тука пишав РТ Белград, али сум погрешил и точно тука ме коригира дека Сараево било. Значи, еве цитатот. Дојдено е време да се ослободиме од тоа западно духовно робство на нашата музика. И втората реченица во спонтан муабет по скопските улици. Ние не знаеме дали нашата идна музика ќе има хармонија и дали тоа така ќе се вика. Само 2 силни реченици стамени како манифест и лапидарна естетичка расправа, патоказ за јунаците на духот што ќе продолжат да го бараат она што никаде и никогаш не се случило. Оние умислените ќе бегаат што подалеку од Горан Трајковски, за да можат плашливо во својата приватност небитно да го повторуваат она што постојано и сериски се случува во светот. Второто е музичко и ништо друго освен премин Горан Трајковски да не создадеше. За мене тоа е овенча вечноста. Оти се раѓаме случајно во еден народ и историско трајање, но ретко кој ја прифаќа таа случајност и неа ја преобразува во неминовност. Токму тој случаен народ, низ композиторот да ја согледа слободата по која што пекал со векови. Со премин е аподиктички докажано, современ македонски музички јазик постои и е бесконечен во сопствените форми. Низ премин Горан Трајковски ја потврди и ипостасната онтологија за која сведочи христијанството, имено да се создаваш себе си низ однос кон другиот, кон другото, да создаваш дела со другиот заедничареки, тоест враќање кон спонтанитетот на сотворувањето. Реферирам на изданието на премин од 1991 година, аранжиран истокмен заедно Горан Трајковски со гениалниот Зоран Спасовски. Тоа е универзално и убедливо најдобрата музичка композиција во македонската индивидуална и уметничка музика. Третото е етичко и антрополошко ниво. Трајковски докрај остана доследен на своите начала и животно кредо, да не направи компромис со ничкосаната и ефтина естетика на светската популарна музика, да не подклекне пред забрефтаните иконокластички орди што подмолно го уриваат богочовечкиот образ и притоа ризикувајќи да биде отфрлен и заборавен од кутрата македонска доаѓачка младеж, изгубена без музички органон. За Горан во парафраза може да се рече дека е како Достоевски. Го дигна крстот угоре, Господниот крст. Највисоко секој да го види, за да узнаат сите, оти само убавината спасува. Тоа е со мене. Ти благодарам, Мицко. Кажа многу работи кои што и јас мислев да ги кажам. Ќе се обидам сега јас наместо него да импровизирам во ситуација во која што не би одземал од вас, од вашето време. На сите сакам да ви се заблагодарам пред се што дојдовте. Импресивна е бројката и голем дел од вас лично ве комуницирав, голем дел од вас лично се запишани вашите изјави, вашето мислење за Готра, всушност на тој начин ја концепирав книгата. Другите луѓе кои што работеле со него да зборуваат за него. Не сакав да давам мое лично субјективно мислење за неговата работа, се обидов да извадам еден личен момент кој што ја потикна цела во оваа приказна и кој што ми иницираше на некој начин да напишам книга за него, а впрочем тој тоа го заслужил многу одавна. Меѓутоа, една моја интенција која трае веќе 5 изданија, ова е 5-то издание, е всушност она што го кажа и Ицко.
да покажеме, меѓутоа малку поинаку кажано, да покажам на Западот дека ние имаме култура достојна на нивната и во многу случаеви многу поквалитетна. Тоа што ние не сме се грижеле 6 децении да сочуваме, да забележиме и да трае, да се пренесува со генерации на помлади и на помлади нашите деца, внуци кои што ќе доаѓаат, тоа е наш проблем и се обидувам во овие мои 5 дела и се надевам здравјето ќе послужи уште 55 понатаму, да забележам сето тоа што или најголем дел од тоа што се случувало на македонската музичка сцена во овие 6 децении преку монографии, биографии, енциклопедии, немаме ниту антологија на македонската рок поезија. Многу сегменти не се офатени од таа урбана култура. Јас се зафатив за урбаната музика, верувам дека други луѓе ќе зафатат со други сегменти во културата, бидејќи имаме што да му покажеме на Западот колку квалитетна и музика и култура сме создале и нешто на што сме се можеме да бидеме горди. Една од тие првични работи кои што сакав да ги испукам, што се вика на прва топка, е да одадам почит на некои луѓе кои ми значеле во животот, не толку директно можеби да го усмерувале мојот живот, меѓутоа со некои гестови, со некои чинови, со некои наговестувања го смениле мојот живот од еден пубертетниот тинеџер кој што расте во Кочани во 80-те години до сега, до Тошо Филиповски 55 години у Скопје. Еден од тие ликови Горан Трајковски кој што можеби подзаборел, меѓутоа е првиот кој што јас кога дојдов со една ташничка овде во Скопје 87 година за прв пат, тој беше првиот што ме пречека, ме прими, ме посочи, ме упати на сцената, на скопската сцена, на луѓето ме запозна со сите тие како да ме знае 100 години, меѓутоа прв пат се сретнавме. Потоа продолжи комуникацијата по пат на писма и од тука ја всушност започнувам оваа приказна за Готра. За среќа чувам се во животот, па и овие писма неколку што ги споделивме, дел има овде, а дел се овде закачени, значи јас во војска 87-а, тој од овде и ми раскажува за целава сцена како функционира во Скопје, што се случува во МКЦ, за жал ништо не е изменето и после 40 години по однос на некои работи, по однос на случувањата на целокупната сцена, кои луѓе што работат, што се спрема, што пак ми значеше многу и запишувањето на енциклопедијата, бидејќи Готра е прецизен, запишува и датуми кога ми ги пишувал писмата, па лесно знаев да направам реконструкција кога всушност Мизар влегле во студио или кога Апореја е точно создадена, иако имаше некоја мистика или други работи. Така да ги користам сите тие информации, а Готра беше тој што сум му благодарен и знаев дека ќе најдам еден ден да му се одолжам на било каков начин. Ете се поклопија работите да тоа биде со книга. Некаде 90-те ни се разидоа патиштата, тој со Анастасија и јас со некои други работи кои што патем, тој ги напоменува и во писмата кога разговараме ја како млад панкер кој што сака да го менува светот. Готра веќе малку повозрасен, одминат панкер во некои други води, па ми кажува она смирија топката, не се расфрла и лево десно, така да си го најдов некако низ тие муабети, сега кој ги препрочитувам овие писна, слушност ме насочил кај да се движам. Секој да си работи работата кој што ја знае и кој што ја умее. Јас тогаш се обидував да бидам музичар, па дури му понудив ајде да правиме заедно бенд, панк хардкор бенд, кој што тој ме одби, тогаш беше периодот да се прави Апореја. Така да сум благодарен затоа што не ме бива мене за музичар, ама очигледно ме било за нешто друго, да почнам да се занимавам со бележење на тоа што другите музичарите го работат. Така да, всушност така настана оваа книга, нешто слично како и Мизар, кој што на друг начин влијае на мене, меѓутоа ете Готра преку овие писма, преку најмногу преку музиката која што ја создаваше, не се многу дружевме, меѓутоа се она што тој го создаваше ми даваше додатен импулс за тоа дека треба да се забележи и треба да се направат книги кои што ќе ги забележат вредностите на тие луѓе кои што на овој начин создаваат во Македонија. Буквално инспирација на еден индиректен начин да продолжам да го работам ова што сега го работам. И нема многу да должам, сите ќе можете да си ја видите, цитате книгата, оставив самиот тој да зборува низ книгата, се најдов 50 на цитати кои што совршено тој самиот низ разни ситуации, низ не многу интервјуи што ги давал, успел да искаже што сака во животот, јас успеав да ги соберам, да ги издвојам и 50 на луѓе да дадат своје мислење за него. За крај би сакал само да се заблагодарам на оние луѓе кои што сите овие години ме поддржуваат, особено на луѓето кои што во оваа прилика ме поддржаа, за да ја отпечатам оваа книга, значи најмногу заради тоа, сепак се трудам сите мои книги, па и оваа да ги направам најквалитетни колку што може, да бидат репрезентативни секаде кај што ќе ги однесеме или кај што ќе ги однесете. Успеав да ги однесам и во
Конгресната библиотека во Вашингтон и Rock and Roll Hall of Fame и од таму добивам позитивни вибрации дека се навистина квалитетно направени, дека можат да послужат, бидејќи се двојазични, да послужат за некои идни истражувања на некои идни студенти таму за воопшто за светската култура. Има една огромна благодарност до сите кои што на било кој начин мене ми значи и вашето дружење и вашето доаѓање овде, секогаш собирам информација повеќе за некое ново идно дело кое што од понеделник ќе почне да се крчка во мојата глава. Ви благодарам од сет срце, сите вие сте мојата инспирација, продолжуваме понатаму, се уште битката не е добиена, мораме уште многу работи да направиме за навистина достоинствено да се покажеме пред светот. Ја би сакал и Готра сега да каже неколку збора. Добро вечер на сите. Сега јас треба да кажам нешто паметно, така, нешто големо, нешто тешко мене. Ваков каков што сум. Не знам, ништо посебно да напоменам. Едноставно, пред неколку години тоа што ме фраша дали воопшто сакам да прави вакво нешто. Моментот кога тој ме праша беше еден од моите најтешки моменти во животот, кога бев на пат да го загубам мојот животен сопатник. Мислам дека ќе парафразирам, му реков, тоа што прави што сакаш, јас не можам да ти помогнам ништо, имам тоа и тоа. Ми се случува и точно и не ме ни контактираше премногу, мислам дека неколку пати само побара фотографии од мене и овие изминати денови пред да се објави книгата само ми прати неколку текстови да видам дали хронолошки е некаде исправен или не е колку што јас се сеќавам. Книга ја немам видено, освен што прелистав еден час пред ова, вака на брзина. Можам да кажам дека се чувствам поприлично непријатно, што сум жив. Едноставно. И не знам како да реагирам на ова. Мојата представа за вакви моменти е низ животот била многу поинаква. Аж една ваква ситуација. Знам дека некаде пред неколку месеци му реков на Тоша и да одложи издавањето на книга. Барем за 2 години. Сакав, не знам, навистина. Му реков дека следниот период ќе се обидам да направам неколку албуми и дека можеби е подобро да почека за да ги направам и тие, па да го внесе во книгата и тоа. А тоа не ми беше целта. Мислам дека ќе се откаже. Ако го одложам... Од тие писма, да, не се откажува од 87-ма, така да немаше да се откажат сега. Добро, да. Тоа се однесува натаму, но јас се чувствам поприлично непријатно. Морам да ви признам. Драго ми е што сте дојдени во олкав број на една промоција, не чекувано за мене. Се надевам дека во иднина оваа година ќе додете и на некој мој јавен настап, концерт или така натаму во овој број и дека нема само да на промоции да биде. Ви благодарам што дојдовте. И благодарам на сите мои луѓе блиски соработници и подалечни соработници кои што ми овозможија и ми помогнаа да работам, да опстанам, да преживеам во секој поглед, едноставно да бидам жив. А
останатото колку е ова важно и исправно ќе го покаже времето што доаѓа. Јас ќе дадам се од себе во следниот период да го направам она што сметам дека сум го пропуштил во изминатиот период. И ете, ако во овој момент или следните моменти на нашиот живот нема доволно интерес за сето тоа, се надевам дека можеби во некое идно време она што јас го работам ќе ја најде својата публика и впрочем еден автор не работи само за луѓето од своето време, туку и за луѓето што доаѓаат по иднина. Ви благодарам уште еднаш и посакувам секое добро. Господ со вас. Драги мои пријатели и пријателки, ова беше прилог од саботното издание кое го снимивме специјално за мојата емисија, благодарејќи на Баже. Фала многу што се најде таму, еден од ретките. За жал бевме едни од ретките медиуми кои го покрија овој настан. Имено се работи за монографијата за Горан Трајковски. За Горан Трајковски сум држал и монолози, ми бил повеќе пати гостин одошто во било која емисија. Заеднички имаме медиумски проекти од забави до сериозни емисии, до промоции на македонска музика, негова музика, и бев еден од првите промотори на музиката за филмот Пред дождот, големата инкарнација. Сето тоа ми е драго, ништо не ми требаат ловорики. Драго ми е што го направи за брат ми. Ја роден брат немам, но имам брат во Христа. Велат секој што ти е во црква и што се причестуваш ти е брат во Христа, да, формално е така, но Горан ми е вистински брат. Брат, буквално. Затоа што она што го споделивме заедно низ животот и она што не го споделивме е вистински братски однос како што доликува. Некогаш низ бизнис, некогаш интимно, некогаш приватно, некогаш лично, не знам какви аспекти. И то сето тоа било толку многу спонтано и ја не можам да бидам објективен. То што ме
контактираше да напишам не предговор. Предговор е нешто што го читате на почеток. Јас сум негде на крај. Може би треба и да сум, уопште да не сум, но нема да глумам скромност. Тоа е моето, затоа што премногу имам сознание и аспекти и перспектива за она што е Горан и колку е важен Горан. Не затоа што мене ми бил близок, па преку него некакви ловорики да се доближам, затоа што искрено сметам дека е вистинско музичко просветление. Слепи при светлина и боја, глуви при повик и звучна убавина, гладни со астал послан со најубавите делици, ние сме тежок и осакатен народ, кој заслужува и солзи и клетви. И едното и другото би било исправно. Но ние го газиме, тој пат што го газиме, онака како го газиме, и сме жив доказ дека Бог постои, затоа што не сме способни 2 чекора да направиме низ историјата, низ личниот живот, а камоли врз културата, духовноста, уметноста. Тоа што направил надчовечки напор да создаде едно дело, драго ми е што се фокусирал на Горан Трајковски, затоа што било кој друг да му се направеше пред Горан Трајковски монографија, мислам дека нема жив музичар чија монографија е издадена, нема позаслужен. Не дека не заслужуваат други, треба да се прават. Но Горан апсолутно ја заслужува од многу аспекти. Ако зинам, до Сабајле ќе останам. И никој не може да ме порекне затоа што ги знам фактите, сум ги живеел фактите, сум бил таму, сум гледал, сум наблюдувал. Јас сум усакатен, јас сум глуп човек, ја не знам креативно, но знам да ја препознам. И тоа како знам да препознам убавина, да ја намирисам, да ја почувствувам, да ја вкусам. Ја не знам да ја создавам. Ова не е некоја книга која ќе паднете во несвес. Оваа книга значи и тежи само заради името. Готра е кратенка од Горан Трајковски. Готра е неговиот акроним или скратено име кој заедно со мене во зависна листа на 103 ја дадовме. Готра и Јантра. Така ја водевме кога го откривавме новите правци во музиката и нему му остана залепено. Негде еднаш прочитав дека и не му се допаѓа ова, но добро е. Како уметничко име. Беше интересно од многу аспекти. Ја бев многу емотивен, затоа што дојдоа многу луѓе кои навистина го почитуваат Горан. Многу дојдоа и што се уфилмани, што мислат дека го... И тоа е се во ред. Мене, луѓето што се собираат околу Горан, и шуто, и рогато, и сакато, и паметно, и убаво, и грдо, и интелигентно, и продуховено, и забегано, ми е многу нормално. Тоа е како кога во црква ќе влезеш, се и се што. Што очекувате? Само писмени интелектуалци? Не, се доаѓа. Затоа што не знае. Може би не писмене, ама ја наслутува суштината на убавината. А тоа е кога Бог се обраќа секому. Не се обраќа на писмените, не се обраќа само оние што знаат да читаат, да се крстат, да се молат. Он се обраќа на сите. Така и Горан. Но не искача да проповеда.
Он твори, тоа е неговата проповед. Затоа што има дар и тој дар не може да го гуши. Единствено место каде што он зборел како се раѓа креацијата, тој е единствен уметник и музичар кој во живот го имам гледано недомашен, белосветски, кој проговорил за тој апстрактен, надприроден чин од каде доаѓа креацијата и како се создава. Снагава ми истекува, кога ќе ми текне, тоа има 4-5 години овдека во моево студио говореше за тоа. Ја не знам од каде го прашав и што ме инспирираше, но небитен сум ја. Важно нему му дојде да го проговори тоа. Ежење на грбот, кога ќе ја почувствуваш дека допрел во метафизички димензии какви се просто несватливи, не можеш да разбереш. Еве, и во предговорот вика, времето на Горан ќе продолжи во вечноста. Нема време во вечноста. Во вечноста е сега, иднина и минато. Но сепак има динамика на развој. Непоимливо е. Затоа не секој може да го разбере Горан, не сум ни јас тој што го разбира. Но и тие што мислат дека го разбираат, не можат. Мораш низ филтер свој да го пуштиш за да го разбереш. Како тоа? Знаете, земете, читајте го Свети Максим Исповедник. Ништо нема да разберете, а сите знаете дека е еден од најголемите мислители продуховени, преку кого нашата црква обстанала, на еден човек кога сите паднале во ерес. Сите духовници, сите папи, сите возвишени, тогаш сите биле папи, не била поделена црквата, не била католичка православна. Сите поглавари биле папи. И за да го разбереш Свети Максим Исповедник, треба да читаш други светители, значи просветлени, кои го тумачеле и се обиделе да ни пренесат што тоа говори Свети Максим Исповедник. Ако земеш Свети Максим Исповедник да го прочиташ, ќе речеш, па што е ова толку суштинско? Продолжи да го читаш. И ти станува јасно дека има зборови кои ги разбираш, но за да ја следиш мислата, невозможно е потребата од таква огромна нуклеарна енергија за да тоа го визуализираш, да го сведеш на човечка логика 3D димензија. Не е толку ни абстрактно. И кога се чудиш, нека ти текне дека, знаете, во оние моменти на сон, кога може би како промисла некој нешто ќе ви каже, или ќе почувствувате дека нешто надприродно, ајде да не речам Бог ви проговорил преку ангел или светител, и се будиш, не можеш да се сетиш што е. Тоа е затоа што изговорил на Божји јазик, а ние сме зацрнети ќумур, филтерот дошло до нашата свет, не може да го isprocesира. Така и неговата музика. Многумина седат и блеат како телиња ушерена врата, што е ова. Така е. Разбираме дрнге, јенва, два, јенва, разбираме тупа, цупе, цупе. Тој е светскиот јазик. Тој е јазикот на овој свет. Нема вулгарност. Теата Ирович или, не знам, бил рок-н-рол Чак Бери. Исто ѓубре, исти квалитет, иста уметност е. Тоа е што може оваа падната природа човекова да го разбере. Горан е оној кој се надминал у тоа да тињата од себе ја отргне и се изрази
што е можно подлабоко, пошироко, повисоко, поекспресивно, повеќе димензионално, па макар било и несватено. Знаете кој е негов најомилен автор? Нико. Идете, слушнете ја Нико. Мене ми идеше да се фрлам со него низ прозор прв пат кога ми ја пушти. Викам, ти бе, дали си нормален ова? Јанко, ти не знаеш колко е ова добра. И ден денес имам мака да ја разберам Нико, која работела со Velvet Underground, со Дорси, со Брайан Ино, со начин и израз. Затоа што Горан вика, уметноста не мора само да е убава. Леле, ама е убаво. Леле, ама е лично. Но убавината не е само перцепцијата на нашиот филтер, што ние сметаме во еволутивниот процес, препознаваме што е здраво, за да можеме да се размножуваме во овој 3D простор, туку малку повеќе. Што ќе остане со нас во вечноста? Нема време во вечноста. Тоа е тој невечерен ден. Тоа е живееш ти со твојата личност, каква била кога си се родил, кога си се зачнал, каква била кога си умрел и каква била секоја секунда од твојот прекраток и мизерен живот. Кога ќе изгори низ огнената река, реката на љубовта на Христос, и ќе остане само она што е благословено од Бога, она што ти е искрена и чиста љубов, тоа е таа личност која ќе остане и која ќе може да битисува вечно во вечноста, бидејќи смртта е најнеприродната работа на универзумот. Ништо природно, кој ќе ви речат, види, смрт е природна, не е природна, најнеприродна е. Да е природна, никој немаше да се потресува толку. Фала, благодарам и поклонение на оние што дојдоа, затоа што овој човек се врати од долината на смртта, каде на раце ја носеше својата сакана со молба да му ја остави Бог уште малку, да ја утеши во страданијата незини, додека не си ги искрши и колената и не потона до вратот. Со години водеше таква тешка, човечка борба, која нема ништо допир, каде што секоја надеж ти избледува, каде што ќе се прашаш што уопште правам на овој свет. Горан на пресод вели, ја не знам зошто сум жив. И им благодарам на оние што ми помогна да останам жив. А тој е Бог. Тој е неговиот духовник и мој, владиката Струмички Наум, каде што знам и мене кога ми се обраќаше, и колку пати и нему, и толку беше тешка борба, да дури и духовникот негов со мене споделуваше, па сме спуштале по телефон да не си ги слушнеме солзите и плачењата. Кога еден духовник може да се потресе, можам само да предпоставам низ кој пекол помина овој човек и да остане скромен. Затоа вика, уште 2 години остеме да се вратам. Пола нема од него. Искршен и залепен. Ама Горан е залепен како јапонската уметност. Кога скршените парчиња од чинија не се лепат со лепак, туку со злато. И кога залепеното
е повредно од она што иницијално беше. Оти Горан пееше за тешки работи кои не ги доживел. Првата тешка работа ја преживеа кога го изгубивме Тихо. И кога ми се јави, кога ми рече што е ова што ми тече од очите долку, вика не можам да се контролирам. Првите емоции на големата загуба. Колку бил благословен и заштитен, но све плати и преплати, колку што ја за целиот живот не ги преплакав сите мои родители, роднини, пријатели, фамилија, семејство кои ги изгубив на најтежок начин. Затоа доби толку силен аплауз од оние кои го знаеме и му ги знаевме маките и кои од покаяние не знаевме што да направиме освен прости ми што не можев да стојам до тебе. А он ни помисла скромно, работата го одржува, се што прави и преживеа, и уште преживува, се лечи со тоа што најдобро го знае, да прави музика. Оние луѓе кои се на нешто удржавава, не имаат некаква функција, кога ми придоа и ми рекоа како е братот, како е, поздрави го, може ли да помогнам? Можеш. Дај му ангажман. Дај му понуда која не смее да ја одбие, бидејќи парите не му се важни. Ама дај му. Понуди му, за да мора да прифати, затоа што е професионалец. Не е уличен сликар. Он со тие пари ги одржува татко му и мајка му. Нема деца. Ја загуби саканата. Чува мачки, ги чува своите родители и ќе ги чува до крајот на животот. И решене да ги надживее, за да им биде таму, да не останат сами. Ако сакаш да му помогнеш, дај му ангажман да прави нешто добро, да прави нешто значајно, да се ангажира потполно уметнички, а она што го создава, а тоа е музика која кога е направена веќе се заковала во вечноста. Тоа е веќе култ во истиот момент. Култ обично станува, знаеш, ке излезе песна, да слушаме, па добра е, не е лоша. Знаеш, ова, она, ваму, таму, окей, види, после 20 години Металика станува култ, добра име оваа песна, онаа песна, не знам, Цепелин, ова, она. Кај Горан ова е. И тешко е за голтање. Не е комуникативна како индустриската музика. Он збори за тешки работи. Он збори за тешки пориви. Он збори за тешки состојби. И политички, и социјални, и духовни. И храбар е да зацапа кај што никој не одел. Книгава е феноменално направена. Има неколку работи кои ме воодушевуваат. Кој кадар ќе ми го даеш? Не. Дај ме. Напред. Не можам да наместам. Горан со мунковиот крик. Каква е рефлексијата на овој кадар? Дај ми. Окей, дај оваа камера. На моите кумашини, Горан. Она што мене ме разликуваше од неговите пријатели, соработници и блиски е што Горан покрај што ми е брат, побратим, он е кум
на сите мои деца. Он ги сведочеше при откажувањето од сотоната, он ги сведочеше пред Бога и пред свештеникот за вечно завештание. И искрено, еве неколку слики од промоцијата. Кога ми ја потпишува книгата, неколку цени, ова со Јани Бојаджи. Јани па интересно ми каже дека купил 20 книги за да може на гости ценети од странство која ќе дојдат за да им подари нешто значајно од Македонија, како оваа монографија. А ова се децата кои он ги крсти. Ова се моите деца. Моите пријатели. Еве, ова е семејството негово. Ова се негови деца. А Горан е значаен затоа што Горан и ме запозна со мојата сопруга со која се венчав. Со умисла дека ние двајца сме еден за друг. Епа Горан, фала ти. Еве ги плодовите на твојата умисла. Простете ми што лично го свртев муабетов. Горан заслужува многу повеќе. Ке развртам неколку сцени, фотографии. Јас со Горан се запознавам 90-та година. Тогаш беше излезена на рекак Вавилонски, која апсолутно ме фасцинираше. Еве го и Љупчо Јолевски со некој цитат кој нормално не се појави таму, бидејќи Горан не е политички коректен за Дојче Веле. Но тоа не ја намалува искажаното што си го искажал, па макар и дали некој може би го порекнал. Сецко, еве го и Сецко, кој е за мене прекрасен човек, а Горан се уште работи со него. И Горан е можеби најплодниот автор кој најмногу им помогнал на најмногу македонски бендови. Оваа монографија е напишена двојазично, на македонски и на англиски. И е навистина убаво естетски направена, како што доликува. А ова е мојот текст за Горан со неколку сцени од неговите гостувања кај мене во емисија. Ете, нешто и од мене корисно. Слава му на Бога што ни дава утеха преку луѓе што не допираат со звуците на вечноста. Те молам, просветли ме да најдам достојни зборови и со искрена вистина да го опишам она за што сум замолен, а го прифаќам со понизност, чест и поклонение, како дар и радост да напишам пар зборови за животот и делото на Горан Трајковски. Горан можеш да го опишеш само преку црквата. Он е црква. Он е црква, се друго е само трага на миро што лепди за сето тоа, а тоа е она што ние го добиваме од него. Он е Исон на нашето време. Ретко кој го слуша и му обрнува внимание, но кога еднаш ќе го чуе, за секогаш е со тоа. Како да опишеш човек кој се исклесал во вечноста? Како да најдеш зборови за некој кој е веќе спасен, кој само му преостанува телесниот вознес за премин во вечноста, бидејќи хармонски замина таму каде што нема музиколог, музичар, уметник, што може да го опише? Треба да го доживееш. Како? Еве како. На певница. Кој го слушнал, никогаш нема да го заборави. Он се положи таму и се друго во животот му е од низ долината на минливото се до конечниот премин. Можам пред се да го опишам чувството на чест
да можам да кажам збор за него, иако ова дело е пред се за неговото творештво, но Горан е неговата музика, а музиката е Горан. Како спектакуларен спој на личност и талент, без преседан во историјата на овие простори, а сведочам лично за ова. Горан Трајковски е најголемиот музичар на сите времиња од Македонија. Се роди една братска љубов меѓу нас. Да, останавме браќа, колку што и јас учев од него за уметноста, верата, филозофијата, толку тој од мене бараше и прифаќаше што имало во мојот свет, кој беше пред се еклектика, поп-арт, релаксирани погледи на се. Не се грижите, неговиот опус длабоко покажува дека моето влијание на неговите дела е непостоечко, но затоа тој ми ги менуваше перцепцијата. Го гледав како несебично се бори со себе, со животот, со луѓето, со бендот, со искушенијата. Имав чест сосема случајно да се запознаеме јас како неуспешен поп музичар и преуспешен забавувач, диџеј и човек. Горан, чиј талент експлодира и се препозна уште кога застана за прв пат на сцена, уште од падот на Византија. Се запознавме веднаш по издавањето на EP-то, нареках Вавилонски, која по некоја случајност имам слушнато некаде, некако, без јасно кој и што е, само името Анастасија го разбрав. Тоа период на моето презаситување со поп култура, полека гравитирав кон подлабоки созерцанија во музиката. Брајан Ино, Карл Шулц, ми се отвараат центрите за слоевитост, уметност. Ми беше неверно дека една таква длабочина може да доаѓа од наш човек, од овде, од кај нас. Мислев дека само Real World на Питер Габриел е способен да изнедри нешто од неговите екзотични трагања, но за среќа не беше така. Личните врски со Горан се премногу интимни и длабоки, семени. Ние сме браќа блиски во Бога, заветени, лично, а добар дел и професионално. Ке ви се верували дека одлучи со мене во врвот на својата слава со Анастасија по премиерата на преддождот да започне да коментира керефеки на 103 со легендарните фудбалски преноси. Му беше забавно, интересно, но исто сакаше да излезе од стегите на така наречениот андерграунд, па квази православните лепенки околу него, кои константно, суптилно се обидуваа да го насочат што е правилно, а што не. Горан сакаше слобода. Слобода на избор. Музички, секаков. Не сакаше стеги, уште помалку насоки како требало. Но од друга страна, ако се мери успехот на еден музичар, а кај нас многумина го мерат дали си наполнил сала во некој балкански центар, не му сето тоа му успеа и повеќе. Но него не го завлече ни пари, ни слава, а влечеше многумина околу него. Нема човек кој од поголемо трпение, помалку суета, а најголема спремност да помогне, ама буквално секогаш. Ако еден музичар се мери по нешто, според мене, не се тоа неговите дела, концерти, албуми, песни колку си издал, туку примарно на колкумина си им помогнал, на колкумина си им подал и соработувал. Јас имав доскоро една завиднат колекција од скоро 30-40 албуми на повеќе или помалку познати музички состави, поединци, групи, рапери, пеачи од секој жанр, плюс цел список numери, десетици и десетици, поединечни. Знаете ли број? Јас не. Никогаш никој нема да дознае. Не дека му било грижа, туку неговата вродена скромност, која од депски размери рамна на подвизите на светите отци, ги заборава, во смисла, ги трга да бидат помалку блиски до него. Он едноставно смета дека суетата е она што го кочи, уништува, креативно го ослабува човекот, уметникот, бидејќи само слободен човек, пред се ослободен од себе, од мислењето за себе, од собствената гордост, е она што нема да му ги отвори најдлабоките трансцендентални напливи на нетварна креативна енергија во создавањето. Секогаш помагаше бесплатно, никогаш не бараше ништо за возвраст, но имаше совесни. Иако мислев дека можам да напишам книга во еден здив за него, неговата музика и за неговиот живот, сепак не само што не можам, бидејќи само ќе натрупувам празна библиографија која е толку небитна за вечноста, згора
Кое ниво сум јас да пишувам за човек за кого сум го искачил највисоко на престол? Па сепак, кога и да погледнам, тој е долу под мене. Со едноставност дека не сака да биде таму, дека не му е местото меѓу боговите на славата. Не ја сака, не ја треба, не му треба. Го гуши. Сведоци сме дека низ историјата сме виделе таленти што се распаѓаат, а не знаат зошто. Си заменуваат, а после стануваат само некоја екзотика која за 50 години ретко кој ќе се сеќава. Има неколку гостувања кај мене, иако дал безбројни интервјуа кои за жал сепак не успеале да дојдат до она кој ретко музичар знае да зборува и да перцепира. На една дебата приватно еден му рече музиката доаѓа од мене, од мојот джигер, од утробата. Таму ја создавам, на што Горан рече само ништо ти не создаваш. Друг создава. Го прашав она што никогаш не сум го прашал, сигурно затоа што инстинктивно не сум ни верувал дека некој може да говори за тоа. Го прашав како создава, од каде му доаѓа идејата, од каде инспирацијата, мелодијата, хармонијата. Знам колку е тоа таинствен, мистичен, суптилен процес што тешко се опишува, но Горан, фала му за мене, за Атер, само воздивна, поглед надолу, како да се застрами недостоен, оти прозборе за енергии кои за него се свети. Одеше од прилика вака, иако ја имам емисијата на YouTube, јас се препотувам само од помислата да ја преслушам. Гледајте ја вие, минаа години од тогаш, да се вратам, вака од прилика говореше Горан. Додека седам со инструментот или пред техниката во моето студио со параметрите кои сум ги задал, кон што се стремам, во мене започнува еден нејасен облик кој бавно се осветлува, како облак од кој доаѓаат призраци, звуци, но недефинирани. Кога ќе почувствувам дека тука некаде е правецот во таа магла, во еден обостран процес, таа недефинирана форма полека и полека се обликува преку обиди и грешки, преку постојана посветеност, оставање на страна се што си и нурнување за кое разбираш дека е двострано, дека оттаму има нешто што не доаѓа од тебе. Го грабам и почнувам да го обликувам како што знам и умеам. Се во ова погоре воопшто не е кажано, не е цитат, туку парафраза, како јас го разбрав. И сега кога се присеќавам и се препотувам што ми навира чувството дека тоа е најголемото сведоштво за надприродното кога е креацијата во прашање. Ова, да додадам, иако не е во текстот, ова е филозофскиот и религиозниот одговор за уметноста. Дали јас сваќам у овој момент, сега се ги преслушав, мислите дека Горан ја затвори филозофијата и историјата за секогаш. Од каде доаѓа креативноста, најсуштественото во нашето битисување во сите аспекти, од готвење, од љубов, од создавање, од правење, од борба, од инспирација, од се. Жалам, немам фотографии за споделување. Имам неколку интимни од крштевки, немам што би требало да биде во оваа книга, имам само топлина и многу љубов. Со радост, солзи што ме обземаат кога е во прашање овој човек, олицетворение на се она незамисливо во денешницата на човештвото во времево на извитоперени вредности. Горан стапна во вечноста, ние само треба да му сме благодарни што ни дозволи со едно око, со едно уво, да го наслушнеме она што го има од другата страна. Break on through to the other side. Простете за ова многу лошо писание, нема потешко да пишуваш објективно издржано за некој што е толку многу близок, што многу го сакаш, а во исто време му се восхитуваш, а толку ти е близко интимно.
Не знам ни јас колку ќе трајам, ниту оваа емисија колку ќе трае. Може би ќе имам прилика пак уште нешто некаде да зборам за ова. Се враќа Горан. Инаку само да ви кажам дека Горан Трајковски е музичар кој најмногу има настапувано во странство. Со бенд, соло, со други бендови. И то сериозни музички состави. Доскоро му ги гледав списоците на тантиеми кои ги добиваше од цел свет, каде што луѓе го купуваа албумот Before the Rain, музиката од пред дождот, која се продаваше низ цел свет. Да, драги мои, вие што ја купувавте од препродавачи изрежани на CD на хауба, не сте го испочитувале. Го испочитувале некои у Бразил 1000 души кои отишле, платиле $20 и го купиле албумот. Од тие $20 се одвоиле пари и му дале. Он беше среќен за тие пари. Знаете зашто ги трошеше? Јас знам. Затоа што често пати ми викаше, ај молим те со колата, ела со мене, не можам сам. Па ќе се пикневме у некој стан и ќе купеше некој сајзер, па заедно го мкневме некоја огромен синтесајзер, па 300 работи. За тоа трошеше за да биде креативен. Ми беше драго кога ми се јави после промоцијата да ми каже, вика, ова не го зборам заради моје его, мене не ми треба. Отиде моето его одамна низ Вардар. Ова го зборам затоа што ќе им значи на моите деца и на моите внуци да знаат под чие духовно, значи, завештание се, со каков човек, духовникот кој не крстил, не венчал и не споел владиката Наум за веки векове, и од него се почнува, бидејќи де факто со ја, Горан и дедо Наум прв пат заедно се сретнуваме моментот кога со Горан претходно се сретнав, но дружбата започнува кога го пречекуваме владиката Наум во Струмичкиот манастир. И преспавме заедно таа вечер. И се причестивме утредента. Појма немав што се дешава. Но научив се. Но не научив тоа да го применам. Се враќа Горан од некои концерти во Италија за пред дождот со Анастазија и се врати со едно прекрасно сако. Јас сакам такви сакоа, како кошулава моја. Многу пати сум го носел во емисијава и се уште го чувам. Му ја коригирав крагната. Крагната беше вака, сега е онака, наци. Едно теге сако. Го гледам и му викам, вау, човече, колку ти е убаво сакото. Дај малце да го поносам. Како не, братче? Го откопча, го соблече од себе. Ја мислев, која ке деновите, некогаш, он кај мене, ја кај него, позајми ми го малце, бидејќи збориме години кога немаше толку мода да оваква, а ја се палев на таа естетика. И ми вика, повели брат за тебе, да си го носиш, на здравје нека ти. До ден денеска го имам. Таков човек беше Горан. Значи, она како у Библијата, вака, кошулата од себе ја соблекува и ќе ти ја даде. И нема тука его. Ја сега, да му спомне некој, знам дека ова нема да го гледа, нити некој негов близок, па да му спомне, Јанко за сакото збореше. И ако евентуално, случајно допре ова до него, он ќе рече, какво сако, појма нема. А он појма нема, ама ја вечно памтам.
Дали сум му сгрешил? Апсолутно. Дали ми сгрешил? Секако. А дали сме простиле? Ма ни. Знаеш, еднаш му сгрешив, му се јавам, викам, брат, извини, претера. Што тоа, братче, бе? Па викам за тоа. Кое бе тоа? Па тогаш и тогаш таму. И века, извини, стварно не памтам. Значи, мисле, викам, абе, дај не ми глуматај, бе, дај, молим те, не ми се фолире. Брат, века, стварно не знам за што збориш. Значи, дури не знам како успева така личноста. Јас сакам таков да бидам. Јас сакам таков да бидам. Секој оној што ми сгрешил, да го заборавам дека уопште имало грев спрема мене. Дека некој нешто ми направил, дека некој нешто ми зезнал, дека некому треба да му се освеја, дека треба да се... Не, едноставно... Пред неколку години, мислам, многу скоро е тоа. Имаше стара и многу раскантана кола. Успеа да купи нова, затоа што неговата сопатничка, Бог да ја прости, Билјана, мојата сестра во Христа, беше веќе многу тешко болна и таа кола требаше за незе да биде, да се брка она работа, Горан со другава кола, конечно ете нешто има малку во животот повеќе. И беше јасно дека, дали го почувствува, дали беше јасно дека никогаш веќе нема да вози. Ми се јавува и ми вика, прво Горан ми се јавува и на телефон е муаветот, а претходно деновите заедно Горан ме молеше, вика, дојди, не можам сам. Одевме на онкологија. Чекавме во чекални. Нема потешка борба. Знаеш, мислам, знаете, кога лежев во болница, мене ми беше полесно, одошто кога ќе ги видев моите кога доаѓа и... Знаеш, полесно е кога си таму, одошто кога ја имаш, кога го гледаш оној кој ти е близок и го сакаш кога страда. Горан ми се јава и ми вика, шо прави со колата? Викам, ништо не прави, мене седи. Ја поправили? Викам, не, скапана е, викам, ама ја возам низ град и толку. Зашо? И му го граба Билјана телефонот и ми вика, Јанче, малава кола моја, му ја поклонувам на Максим, син ми, кој единствен беше вработен, неговото работно место е многу далеку, многу тешко се координиравме, колата стално моја, неве и вечерва се расипа. Не е битно сето тоа. Стара кола, ни серво, ни клима, ни ништо. Му ја поклони на син ми, но вика нему повеќе му треба. Ја века уште многу долго не ќе можам да ја користам. Ако затреба, ќе купам нова. Ја викам ќе ти ја вратам. Не е битно што колата нема вредност повеќе од 1000 евра. Таа е функционална. Toyota Yaris од 2000 година. Ама нему му врши работа да отиде на работа и назад. Толку и треба. Но чинот.
Пазете, ова е семејно споделување, ова е во фамилија. Ова не се не сме ние соработници. Ова сме семејство. Горан Трајковски книгава ја купив. Нели? Имам свој 2 големи прилога. Ми следува, така? Барем ми следува пример. Одбив. Сакав да платам. Ова е купено. Затоа што овој човек што направил. За тој труд јас сакам да му платам. Да го наградам неговиот труд. Како што последниот албум на Горан Трајковски кога излезе, го купив. Што мислите? 100 CD-а може да ми даде албуми Горан во било кое време да ми подари. Не сакам. Толку го сакам, толку го почитувам, да сакам да платам за тоа. Не сакам да бидам од оние. Напротив, сакам, ја не сум од тие што, а треба да му целувам рака. Треба да му бакнам рака. Треба да му се поклонам нозете да му ги бакнам. Затоа што тој е спасен и просветлен човек. Но тоа го правам на Бога, на мојот владика, на нашиот епископ, кој не благословува и со нас ни сите овие кризи. Фала му за неговото духовно водство. Фала му што му се најде на Горан не само како духовник, туку и како човек. А јас животот до крај можам само да го поминам во покаяние и во прелест. Дали можев да направам повеќе за брат ми? Дали можев да помогнам повеќе за брат ми? Затоа што тој е еден од одговорите кој еден ден, кога ќе завршам мојата приказна овде, ќе треба да одговорам и на тоа. Единствена добра радосна работа, драги мои пријатели, е што Горан во онаа скромност која ја изјави, ја не знам дали ќе имаме време во тоа уште еднаш да отиде, најверојатно ќе иде, ама не и концертниот дел, е дека набрзо ќе се видиме со следен проект и концерт. Животот е радосна тага. Животот е таговна радост. Уште еднаш погледнете ја промоцијата на книгата, монографијата за Горан Трајковски, напишана од Тошо Филиповски. Поздрав од мене.
човек има само две поенти на калкулација. Или овој свет има творец, или е потполно случаен. Ако има творец, таа калкулација има некаква смисла. Ако нема творец, тогаш дали воопшто вреди да се пишува монографија за било што едно човечко суштество или група на луѓе го создаваат. Оти ми се чини дека целата идеја на човештвото, ако се стави во случајноста, е дека само од одреден број на луѓе можат да ја убедат случајноста дека промашила. Тоест дека создала нешто кој што ја удира од зид и дава смисла. Како ја убедува случајноста дека не е случајност. Дека дошла до тоа да создаде нешто што ја обесмислува, тоест ја обесмислува како случајност и автоматски ја прави да има некаква смисла. И во таква една перспектива ми се чини дека ние луѓето знаеме дека биологијата е стравична. И тоа е уделот на самосвеста што го имаме. Затоа што самосвеста те прави свесен за тоа дека не можеш да ја надминеш биологијата и затоа толку длабоко страдаме. Оти не е страдањето физичко, туку мислата, рефлексијата за можното физичко страдање и психичко те прави да развиеш одредена самосвест и да со тоа да си свесен дека ја заобиколуваш биологијата. Именно ние биолошки никош не се адаптиравме. И затоа ја создаваме самосвеста која што може да памти на друго ниво. Оти памтењето на ниво на биологија е потполно бесмислено. Пред чинот на смртта можеби најмногу памтиме и за ништо не ни користи. Во оваа перспектива ми се чини дека инспирацијата на авторот Тошо да пишува за македонската рок историја, за една група како Мизар и сега за еден таков голем уметник и човек како што е Горан Трајковски, може да се смести тука, во таа нишка, дали човек е свесен за тоа, дали ќе прифати, дали има творец или е потполно нешто случајно. Бидејќи каде ќе одлучи. Во случајот на Горан, комотно можел да одлучи од другата страна, да не прифати дека има творец. Имено, Горан е од оние луѓе што ја обесмислува случајноста, ја обесмислува бесмислата и дава смисла со тоа што создава дела кои што се духовна меморија и затоа ја заобиколуваат биолошката смрт и сеќавањето на биолошката смрт. И затоа не само Горан во приказната, туку е авторот на оваа монографија затоа што го сваќа тој момент. Горан ќе каже, нели, ми се чини монографија се пишува само за оние луѓе што се мртви. Па реално уметникот со првото свое дело веќе го започнал сопственото умирање. Така што реално и за време на животот на еден уметник ми се чини дека се опева неговата смрт. И затоа оваа монографија има такво значење во оваа перспектива и она што Тошо го прави да биде голем автор, осеќајќи ја потребата да се пишува за оние луѓе што ја заобиколуваат смртта. Затоа што, да, сега овој настан овде, дали го следи Rolling Stones или било која западна, оние трткања, 500 најдобри албуми, 500 најдобри композитори, кои ќе видите дека се само од западната англосаксонска сфера. Значи, тој е потполно невалиден избор. Бидејќи они го представуваат како да е тоа целиот свет. Не е целиот свет. Има мали народи. Проблемот не е со тоа што големите народи или големата империја во моментот не се занимава со овој настан сега тука. Не е тоа проблем, тоа е нивна работа да не се занимаваат со малите народи. Главниот проблем е кога малите народи не се занимаваат со себе си. И овој свет е во проблем затоа што малите народи не се занимаваат со себе си. Да, не можат да останат
на тоа ниво да се занимаваат само со себе си, туку секогаш ќе се занимаваат со тоа што создаде империјата. Ама во ниеден момент не се занимаваат со себе си. Значи, оно што сваќа дека треба малите народи да се занимаваат со себе си, именно е на патот да свати дека и мал народ треба да стане историски народ. Станува во оној миг кога почува да се занимава со себе си и со авторите што создаваат нешто што во меморијата на еден народ ја заобиколува биолошката смрт, затоа што се сместува во оно што се нарекува самосвест и креација на еден дух, на еден народ, како објективен дух. Значи, тоа е значењето на авторот. Но авторот е потполно гениален затоа што се причислува на гениалноста на предметот за кој што пишува. Во овој случај тоа не е предмет, туку е одредена личност. И таа личност во најесенцијалната смисла на личност која го подражава сопствениот творец, имено создава дела за вечноста. И од тука јас така решив, бидејќи треба да зборувам за Тошо, тука можам да импровизирам, оти ме гледал во стравично лоши состојби овде по Младински културен центар. И на концертите кои што немаат врска со оваа музика, именно концертите што сум ги правил била само една рефлексија робска на империјата. Воопшто како музичар не сум создал автентични дела. И Тошо ме гледал и затоа овој дел го импровизирам. И сега за да го потврдам значењето на авторот и на осетот на авторот за ова што го зборувам, дека малите народи мора да се занимаваат со себе си. Дури ако големите народи воопшто им е гајле што се случуваат, мислам нормално е да не се занимаваат со нас. Не очекувам да се занимаваат со нас. Ама е робски ние самите да не се занимаваме со себе си. И за да го потврдам тоа, што е значењето и зошто Тошо во оваа монографија која што патеме фантастично напишана затоа што не е досадна енциклопедија што го завршува животот. Тоа е христијанско сваќање и после смртта продолжува времето, што значи дека и после смртта Горан не ја довршил сопствената личност. И затоа ниту за овој век не може да биде енциклопедија завршена, затоа што би требало да зборува за мртов предмет. Бидејќи сваќаме дека не е случајноста во игра, туку апсолутно творештво натопено со Творецот на овој свет. Значи, превагнала на оваа страна работата. Сега, јас само сакам тоа да кажам. Кратко, не ќе да импровизирам, сакам да ја задржам формата присушта за Горан Трајковски, кај него една чинела не смее да биде импровизиран. Значи, до детај, како што кај Творецот нема импровизација, колку и Жижек да мисли дека Господ потврлил во субатомската структура, дека просто као програмер што остава делови од структурата во видеоиграта недовршени, Жижек смета дека принципот на неопределеност е всушност забушавал Бог кога го создавал. Не, така е осигурена веројатно динамизмот на светот, креацијата на светот е осигурена преку интервенцијата на тој начин во субатомската структура преку принципите на неопределеност. Но во случајот на делото што ги завршува тие принципи на неопределеност, го завршува динамизмот, патот на еден народ, сакам да го довршам преку оваа форма, што ја запишав овде во монографијата, затоа што сметам дека тоа е прилог, песна за песната на Готера. Нели? Ако се обидам накусо избиено да го дофатам тоа универзално културолошко значење, што еден исклучителен уметник творец го вткал во сопствената локална македонска култура, која што според мене апсолутно несомнен, објективен, козмички дух, и со тоа си обезбеди трага не само во светската збиднина, туку и отаде во вечноста, создавајќи дела достојни само Бог, како што го нарекуваат поетот на небото и земјата, да ги избави од смртта. Горан Трајковски за мене е како Руми, бидејќи сиот својот живот го мина во истоштение, во собствено уметничко осиромашување, само за да ја збогати и најде својата предназначена личност, токму измачувајќи историјата со себе и со своите дела, тие јадици на кои таа историја го срекнува незиниот распад.
Само 3 нивоа се доволни за да ја заокружам песната. Првото е естетичко и филозофско. И ништо Готра да не направеше во музиката, битноста своја ја зграби преку 2 своји изреченија. Првото, искажано во 1985 година, во интервју за тогашната југословенска јавност на една емисија ТВ Око на РТ Сараево ме коригирал. Ја тука пишав РТ Белград, али сум погрешил и точно тука ме коригира дека Сараево било. Значи, еве цитатот. Дојдено е време да се ослободиме од тоа западно духовно робство на нашата музика. И втората реченица во спонтан муабет по скопските улици. Ние не знаеме дали нашата идна музика ќе има хармонија и дали тоа така ќе се вика. Само 2 силни реченици стамени како манифест и лапидарна естетичка расправа, патоказ за јунаците на духот што ќе продолжат да го бараат она што никаде и никогаш не се случило. Оние умислените ќе бегаат што подалеку од Горан Трајковски, за да можат плашливо во својата приватност небитно да го повторуваат она што постојано и сериски се случува во светот. Второто е музичко и ништо друго освен премин Горан Трајковски да не создадеше. За мене тоа е овенча вечноста. Оти се раѓаме случајно во еден народ и историско трајање, но ретко кој ја прифаќа таа случајност и неа ја преобразува во неминовност. Токму тој случаен народ, низ композиторот да ја согледа слободата по која што пекал со векови. Со премин е аподиктички докажано, современ македонски музички јазик постои и е бесконечен во сопствените форми. Низ премин Горан Трајковски ја потврди и ипостасната онтологија за која сведочи христијанството, имено да се создаваш себе си низ однос кон другиот, кон другото, да создаваш дела со другиот заедничареки, тоест враќање кон спонтанитетот на сотворувањето. Реферирам на изданието на премин од 1991 година, аранжиран истокмен заедно Горан Трајковски со гениалниот Зоран Спасовски. Тоа е универзално и убедливо најдобрата музичка композиција во македонската индивидуална и уметничка музика. Третото е етичко и антрополошко ниво. Трајковски докрај остана доследен на своите начала и животно кредо, да не направи компромис со ничкосаната и ефтина естетика на светската популарна музика, да не подклекне пред забрефтаните иконокластички орди што подмолно го уриваат богочовечкиот образ и притоа ризикувајќи да биде отфрлен и заборавен од кутрата македонска доаѓачка младеж изгубена без музички органон. За Горан во парафраза може да се рече дека е како Достоевски. Го дигна крстот угоре, Господниот крст. Највисоко секој да го види, за да узнаат сите, оти само убавината спасува. Тоа е со мене. Ти благодарам, Мицко. Кажа многу работи кои што и јас мислев да ги кажам. Ќе се обидам сега јас наместо него да импровизирам во ситуација во која што не би одземал од вас, од вашето време. На сите сакам да ви се заблагодарам пред се што дојдовте. Импресивна е бројката и голем дел од вас лично ве комуницирав, голем дел од вас лично се запишани вашите изјави, вашето мислење за Готра, всушност на тој начин ја концепирав книгата. Другите луѓе кои што работеле со него да зборуваат за него. Не сакав да давам мое лично субјективно мислење за неговата работа, се обидов да извадам еден личен момент кој што ја потикна цела во оваа приказна и кој што ми иницираше на некој начин да напишам книга за него. А впрочем, тој тоа го заслужил многу одавна. Меѓутоа, една моја интенција која трае веќе 5 издание, ова е 5-то издание, е всушност она што го кажа и Ицко.
да покажеме, меѓутоа малку поинаку кажано, да покажам на Западот дека ние имаме култура достојна на нивната и во многу случаеви многу поквалитетна. Тоа што ние не сме се грижеле 6 децении да сочуваме, да забележиме и да трае, да се пренесува со генерации на помлади и на помлади нашите деца, внуци кои што ќе доаѓаат, тоа е наш проблем и се обидувам во овие мои 5 дела и се надевам здравјето ќе послужи уште 55 понатаму, да забележам сето тоа што или најголем дел од тоа што е случувало на македонската музичка сцена во овие 6 децении преку монографии, биографии, енциклопедии, немаме ниту антологија на македонската рок поезија. Многу сегменти не се офатени од таа урбана култура. Јас се зафатив за урбаната музика, верувам дека други луѓе ќе зафатат со други сегменти во културата, бидејќи имаме што да му покажеме на Западот колку квалитетна и музика и култура сме создале и нешто на што сме се можеме да бидеме горди. Една од тие првични работи кои што сакав да ги испукам, што се вика на прва топка, е да одадам почит на некои луѓе кои ми значеле во животот, не толку директно можеби да го усмерувале мојот живот, меѓутоа со некои гестови, со некои чинови, со некои наговестувања го смениле мојот живот од еден пубертетлијат тинеџер кој што расте во Кочани во 80-те години до сега, до Тошо Филиповски 55 години у Скопје. Еден од тие ликови Горан Трајковски кој што можеби подзаборел, меѓутоа е првиот кој што јас кога дојдов со една ташничка овде во Скопје 87 година за прв пат, тој беше првиот што ме пречека, ме прими, ме посочи, ме упати на сцената, на скопската сцена, на луѓето ме запозна со сите тие како да ме знае 100 години, меѓутоа прв пат се сретнавме. Потоа продолжи комуникацијата по пат на писма и од тука ја всушност започнувам оваа приказна за Готра. За среќа чувам се во животот, па и овие писма неколку што ги споделивме, дел има овде, а дел се овде закачени, значи јас во војска 87, а тој од овде и ми раскажува за целава сцена како функционира во Скопје, што се случува во МКЦ, за жал ништо не е изменето и после 40 години по однос на некои работи, по однос на случувањата на целокупната сцена, кои луѓе што работат, што се спрема, што пак ми значеше многу и запишувањето на енциклопедијата, бидејќи Готра е прецизен, запишува и датуми кога ми ги пишувал писмата, па лесно знаев да направам реконструкција кога всушност Мизар влегле во студио или кога Апореја е точно создадена, иако имаше некоја мистика или други работи. Така да ги користам сите тие информации, а Готра беше тој што сум му благодарен и знаев дека ќе најдеме еден ден да му се одолжам на било каков начин. Ете се поклопија работите да тоа биде со книга. Некаде 90-те ни се разидоа патиштата, тој со Анастасија и јас со некои други работи кои што патем, тој ги напоменува и во писмата кога разговараме ја како млад панкер кој што сака да го менува светот. Готра веќе малку повозрасен, одминат панкер во некои други води, па ми кажува она смирија топката, не се расфрла и лево десно, така да си го најдов некако низ тие муабети, сега кој ги препрочитувам овие писма, слушност ме насочил кај да се движам. Секој да си работи работата кој што ја знае и кој што ја умее. Јас тогаш се обидував да бидам музичар, па дури му понудив ајде да правиме заедно бенд, панк хардкор бенд, кој што тој ме одби, тогаш беше периодот да се прави Апореја. Така да сум благодарен затоа што не ме бива мене за музичар, ама очигледно ме било за нешто друго, да почнам да се занимавам со бележење на тоа што другите музичарите го работат. Така да, всушност така настана оваа книга, нешто слично како и Мизар, кој што на друг начин влијае на мене, меѓутоа ете Готра преку овие писма, преку најмногу преку музиката која што ја создаваше, не се многу дружевме, меѓутоа се она што тој го создаваше ми даваше додатен импулс за тоа дека треба да се забележи и треба да се направат книги кои што ќе ги забележат вредностите на тие луѓе кои што на овој начин создаваат во Македонија. Буквално инспирација на еден индиректен начин да продолжам да го работам ова што сега го работам. И нема многу да должам, сите ќе можете да си ја видите цитате книгата. Оставив самиот тој да зборува низ книгата, се најдов 50 цитати кои што совршено тој самиот низ разни ситуации, низ не многу интервјуа што ги давал, успел да искаже што сака во животот. Јас успеав да ги соберам, да ги издвојам и 50 луѓе да дадат своје мислење за него. За крај би сакал само да се заблагодарам на оние луѓе кои што сите овие години ме поддржуваат, особено на луѓето кои што во оваа прилика ме поддржаа, за да ја отпечатам оваа книга, значи најмногу заради тоа, сепак се трудам сите мои книги, па и оваа да ги направам најквалитетни колку што може, да бидат репрезентативни секаде кај што ќе ги однесеме или кај што ќе ги однесете. Успеав да ги однесам и во
Конгресната библиотека во Вашингтон и Rock and Roll Hall of Fame и од таму добивам позитивни вибрации дека се навистина квалитетно направени, дека можат да послужат, бидејќи се двојазични, да послужат за некои идни истражувања на некои идни студенти таму за воопшто за светската култура. Има една огромна благодарност до сите кои што на било кој начин мене ми значи и вашето дружење и вашето доаѓање овде, секогаш собирам информација повеќе за некое ново идно дело кое што од понеделник ќе почне да се крчка во мојата глава. Ви благодарам од сет срце, сите вие сте мојата инспирација, продолжуваме понатаму, се уште битката не е добиена. Мораме уште многу работи да направиме за навистина достоинствено да се покажеме пред светот. Ја би сакал и Готра сега да каже неколку зборови. Добро вечер на сите. Сега јас треба да кажам нешто паметно, така нешто големо, нешто тешко мене. Ваков каков што сум. Не знам, ништо посебно да напоменам. Едноставно, пред неколку години тоа што ме праша дали воопшто сакам да прави вакво нешто, моментот кога тој ме праша беше еден од моите најтешки моменти во животот, кога бев на пат да го загубам мојот животен сопатник. Мислам дека ќе парафразирам, му реков, тоа што прави што сакаш, јас не можам да ти помогнам ништо, имам тоа и тоа. Ми се случува и точно и не ме ни контактираше премногу, мислам дека неколку пати само побара фотографии од мене и овие изминати денови пред да се објави книгата само ми прати неколку текстови да видам дали хронолошки е некаде исправен или не е, колку што јас се сеќавам. Книга ја немам видено, освен што прелистав еден час пред ова, вака на брзина. Можам да кажам дека се чувствам поприлично непријатно, што сум жив. Едноставно. И не знам како да реагирам на ова. Мојата представа за вакви моменти е низ животот била многу поинаква. Знаеш, една ваква ситуација. Знам дека некаде пред неколку месеци му реков на Тоша и да одложи издавањето на книга. Барем за 2 години. Сакав, не знам, навистина. Му реков дека следниот период ќе се обидам да направам неколку албуми и дека можеби е подобро да почека за да ги направам и тие, па да го внесе во книгата и тоа. А тоа не ми беше целта. Мисля дека ќе се откаже. Ако го одложам... Од тие писма, ти да. викаш, не се откажува од 87-ма, така да немаше да се откажат сега. Добро, да. Тоа се однесува натаму, но јас се чувствам поприлично непријатно. Морам да ви признам. Драго ми е што сте дојдени во олкав број на една промоција, не чекувано за мене. Се надевам дека во иднина оваа година ќе додете и на некој мој јавен настап, концерт или така натаму во овој број и дека нема само на промоции да биде. Ви благодарам што дојдовте. И благодарам на сите мои луѓе блиски соработници и подалечни соработници кои што ми овозможија и ми помогнаа да работам, да опстанам, да преживеам во секој поглед, едноставно да бидам жив.
останатото, колку е ова важно и исправно, ќе го покаже времето што доаѓа. Јас ќе дадам се од себе во следниот период да го направам она што сметам дека сум го пропуштил во изминатиот период. И ете, ако во овој момент или следни моменти на нашиот живот нема доволно интерес за сето тоа, се надевам дека може би во некое идно време она што јас го работам ќе ја најде својата публика и впрочем еден автор не работи само за луѓето од своето време, туку и за луѓето што доаѓаат по иднина. Ви благодарам уште еднаш и посакувам секое добро. Господ со вас.